Здраво, ова е 235-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Брокер на Хироказу Корееда, во кој станува збор за кутија за бебиња во која се оставени новороденчињата пред прагот на сиропиталишта и цркви од страна на родители кои не сакаат да ги изгледаат, со надежда дека ќе завршат во подобри домови од нивните. Тоа отвора можност за започнување на бизнис со препродавање на бебињата, кои го раководат двајца момци, брокери со бебиња, кои ги вадат од кутија и ги продаваат на своја рака, со кои се запознаваме во мигот кога на нивен праг ќе го остави своето чеде едно млада мајка, проститутка од Бусан, и започнува авантурата за изнаоѓање на соодветен дом за него и родители кои ќе му ја пружат потребната нега. Брокерите се следени во чекор од страна на полицијата, која будно ги наблюдува нивните криминогени чинови и се обидува да ги фати на дело додека го препродаваат бебето. Доколку некојаш сте се соочиле со филмските флоскули на Корееда, лесно може да дојдете до заклучокот дека овој сензитивен и сензибилен режисер е опседнат со разглобување на чинителите кои ги сочинуваат новообразените семејства помеѓу прособраните ликови од секаква провениенција, чии што непремислени одлуки ги има доведено до таа неповолна ситуација, но се обидуваат заемно да се измолкнат од небрано. Погледот го вперува во вештото наблюдување на соодносот на родителите и децата, без разлика дали се во крвно сродство или не. Овој пат сними дело според нормативите на роуд филмот, кај што група на одметници бегаат од законот, правејќи кривично дело со добри намери и попратна заработка да воспостават нови семејни флотувања пред да ги престигнат последиците од кои се обидуваат да избегаат. Не можеме со сигурност да кажеме дека се бездушни брокерите, напротив, тие се со благодушни општествени интенции. Едниот од нив е родител кој само сака да биде со своето дете, а другиот се заљубува во мајката која го дава бебето за илегално посвојување, архетип искован од каноните на романсата, иако и тој е жртва на оставање на бебе на туѓ прак од страна на неговата мајка. Добронамерни се мотивите за изнаоѓање на родители по скратена постапка, наместо бебињата да заглават цел живот во бирократскиот лавиринт на посвојувањето. Мајката го остава бебето надвор од кутијата, што значи дека суровите временски услови можеа да го скратат неговиот живот доколку не интервенираше строгата полицајка, што говори за безобзирната страна на мајката, која што на својот грб носи тегова поради која бебето секојаш ќе ја потсетува на неговиот насилен татко. Брокерите немаат право да го продаваат бебето, мајката нема право да се буни, затоа што го остава на улица со огледба со која таа ќе мора да се носи до крајот на животот, но да не е напуштањето на бебето немаше да го пресретне патот со брокерите. Меѓутоа, со право реагира на пребирливите неблагодарни купувачи кои замеруваат за тенките веѓи на бебето, не баре се ценкаат додека купуваат вреќа компири на пазар. Мизерно. Едноставно сите ликови прават немили одлуки за кои цел живот ќе се каат, но се непроменливи и неизбришливи во оваа модерна бајка. Животоисполнувачката авантура на мајката и покажува дека има убава страна на животот, ако дозволи грижливите мажи да влезат под незината кожа наместо на силните грубијани кои плаќаат за употребата на незиното тело. Најблиску до широката дефиниција на антагонистички расипници доаѓа момчето кое соработува со мафијашките рекетари, кое, налик брокерите, одлучува да направи криминални дејанија само за да дојде побрзо до успехот и да не мора да биде готвач во ресторан како неговите родители, што е одлика на новите млади корејски генерации кои не се задоволуваат со работење во кулинарскиот бизнис како нивните родители. Го негираат тој предетерминиран живот кој го живееле нивните скромни предци, согледале дека е неисплатлив тој масивен труд и одлучиле да се искачат до планината на успехот по скратен пат. Што се однесува до спроведувачките на законот, помеѓу полицајките кои ги следат во чекор продавачите на бебиња, воспоставен е подредениот и надредениот однос и иновативно е да се погледне како овој бодикап елемент ќе функционира при женска динамика, односно какви разговори би се воделе додека се наблюдува пред да се инволвира мајката во нивната потера. Сениорката, иако има крута поставеност, има грижливост во неја за споделување,
штом го спаси бебето од дождот, но не ја порекнува омразата кон неодговорната мајка која го напушта бебето. Полицајките се очите и ушите на гледачите однатре филмот и тие ги проектираат емоциите кои треба да ги изнудат бегалците кај аудиториумот. Корејда меша комични и таговни поставености во кои се впрегнати ликовите, неретко ги зачинува едните со другите, како во сцените на купопродажбата на бебињата. Наоѓа решенија за тешките ситуации во slice of life филмовите кои ги создава, кои се темелат на коренита хумана димензија. Епилогот за мене е незадоволителен со оглед на тоа што допираме до многу животни приказни и нема образложение каде нивните животни теченија би се одвивале, затоа што не може да се разбранува мноштво на ликови и да се занемарат на крај. Корејда неретко е оквалификуван како наследникот на Озу и со право се носи со таа титула затоа што ја поседува нужната нежна интроспекција во животот на ликовите, кои ги доближува до гледачот толку блиску што многу лесно е да се развие нужната емпатија за нивните животни патила, не запоставувајќи ги и естетските вредности на неговата композиција во кадар, иако посентиментален е неговиот пристап на проблематиките кои ги пропагира, отколку суровиот натуралистички удар на браќата Дарден, например. А кога јапонецот Корејда решава да сними филм во Јужна Кореја, една од круцијалните одлуки е да собере техничка екипа која на највисоко можно рамниште ќе може да ги реализира неговите побарувања и мислам дека во изборот на екипата ги има направено можеби најдобрите одлуки во неговата кариера. Имено, снимател на филмот е модерниот виртуоз Хон Кјонг Пио, исклучителен кинематографер кој што ги има визуализирано Burning, Parasite, Snowpiercer, The Wailing, Mother и Love Exposure, кој уште од првиот кадар на константен дожд, кога мајката го напушта бебето, знаеме дека ќе бидеме препуштени на кадрирање на еден врвен естет, кој од двоплан и контраплан знае да прикаже ликови на впечатлив начин, со фиксирана камера, повлекувајќи фокус и дистанцирајќи ги во преден план ликовите во неговата визуелна стилизација. Пио не е единствениот од екипата на Бонг Јун Хо кој што Корејда го ангажираше затоа што сликата не би звучала така како што изгледа да не беше инволвиран најзначајниот корејски композитор, сестраниот Јунг Јаил, кој допира до таговниот сентимент на пијано, ламентирана акустична гитара, при што во филмот мапирана е музиката само во транзиционите секвенции, но мислам дека не е максимално искористен неговиот композиторски потенцијал. Самиот Корејда е монтажер на сопствените филмови, што секако веќе знаете дека ќе го квалификуван како потенцијална опасност, затоа што во ова дело има впрегнато повеќе животни нишки и перипетии на кои се префрлува драматуршкото дејствие, меѓутоа некои од нив се само алатки во механизмот за туркање на приказната напред, а некои се подетално разработени и им се отстапува соодветен простор во филмот, кој има доволно субстанција да го задржи вниманието до крај. Има јасно зацртано темпо и сензибилитет на кој што цели Хироказу, иако сметам дека не би било допустливо да се заобиколат разрешниците на животните траектории на носечките ликови. Сепак, никој не може да порекне дека има впрегнато мрежа на плејада на интригантни ликови, чии што животни патишта доволно се преплетуваат за да се оркестрира незапирливо дејствие во криминалистичките рамки на тргувањето со луѓе. Хироказу Корејда ја започна својата филмска кариера во раните 90-ти, снимајќи телевизиски документарни филмови во Јапонија, од кои значителен е August Without Him од 1994 година, во кој го следи животот и смртта на хомосексуалец болен од сида. Својот прв долг игран филм го снима во 1995 година, во кој еден сопруг без никакви јасни поводи за сопругата и неговото дете извршува самоубиство. Во Мабороси. Во 1998 година го снима Задгробниот Afterlife, во кој по смртта ликовите имаат една недела да одлучат кое сеќавање ќе го понесат со себе во задгробниот живот, како контрапункт на документарецот за човекот кој што не можеше да образува нови спомени во Without Memory снимен 2 години претходно. 2000-тите ги започнува со култистите кои се самоубиваат покрај крајбрежјето, оставајќи ги нивните фамилии да тажат за нив во Distance. Потоа во култниот Nobody Knows младиот Акира мора да се грижи за својата фамилија која ја напушта нивната мајка, а во Хана од 2006 година младиот самурај сака ја одмазди сопствената фамилија. До крајот на десенијата снима филм за комеморативниот ритуал на фамилијата во стил Walking
и филмот за куклата на надувување која што ќе развие душа и се заљуби во продавач во видеотека во Ердол. Во 2010-тите започнува да снима епизоди од ТВ серии, но и долгиот I Wish во кој младо момче открива дека брзиот воз исполнува желби, а во 2013 година го снима филмот Like Father, Like Son, во кој еден татко мора да донесе тешка одлука која ќе дознае дека неговиот син е заменет со друго бебе кој го има израснато како свое дете, поставувајќи го прашањето дали синот по крв кој го нема погледнато е негов син или тој кој што го израснал. 2 години полесно го снима филмот за трите сестри кои живеат во куќата на баба им, кај што пристигнува нивната полусестра во Our Little Sister, и After the Storm за приватниот детектив кој по смртта на татко му се навраќа на неговата поранешна сопруга и дете. Во 2017 година го снима криминалистичкиот филм The Third Murder. Во 2018 година го снима Shoplifters, кој беше првиот филм на Кореја кој го рецензира во видеологија, а потоа го сними The Truth за семејните неслоги на ликовите кои глумат Кетрин Денев, Жулиет Бинош и Итан Хок. Покрај Брокер режира епизоди од серии A Day of Kasumi Arimura и The Makanai, Cooking of the Maiko House, така што овој продуктивен јапонски режисер мигрира помеѓу телевизиската документаристика и играните филмови од филмските фестивали, кај што на почетокот на кариерата беше сконцентриран на истражувањето на последиците на смртта во фамилиите, а потоа ги разработува комплексните релации помеѓу родителите и децата и семејните врски кои ги образуваат, без разлика дали се во крвно сродство или не. Неговиот екзистенцијален социјален реализам во мелодрамите ги истражува можностите за образување на новокомпонирани семејни заедници од маргините на општеството, без да ги прескокне етичките дилеми и нагласи емоционалните премрежани с кои што поминуваат ликовите, пребродувајќи ги накалемените животни губитоци. Сепак, репетитивни и формулаични се девизиите за родителствувањето во филмовите на Корејада, но убаво еднаш на неколку години да им се навратиме на конститутивните елементи за тоа што представува модерното азиско семејство во потрага по свој дом во 21 век, варијација на тема која режисерот од различен агол константно ја разработува во неговите филмови, иако се сомневам дека полицијата би имала разбирање за криминогените потфати, како што е наведено во делото, во кое секој гледач ќе најде некој сентимент кој ќе допре до неговото емоционално рамниште. Брокер беше планиран за минатиот Кански фестивал, но режисерот немаше комплетирана верзија на филмот и не сакаше да пушти работна верзија, одлика за која имам огромна почит. Затоа за овогодишната итерација успеа да даде комплетирана верзија. Миленик е на фестивалот по Shoplifters и секако дека неговиот маниризам е добре дојден во Кан, а неговиот нов филм имав можност да го погледнам во кино благодарение на Cinedis. Натежнува кон флоскулата за раѓање на несаканите деца наместо абортус, кој до 2019 година е криминоген потфат во Јужна Кореја, агент кој беше доволен за екуменското жири да го награди на Канскиот фестивал, кај што се закити со палма за најдобра машка улога. Неон и CJ Entertainment се партнерите кои го дистрибуираа филмот во САД. Од филмот на Корејада можеме да научиме дека женските бебиња се поевтини за купување на корејскиот црн пазар од машките, мајчината љубов нема да згасне, па дури и да го напушти незиното бебе, кој има ретки шанси за просперитет ако заглави во сиропиталиште. Се наклонува на девизата да се родат децата, па потоа ќе им се мисли каде им е местото во светот, но проблемите поради кои што се одвиваат криминогените чинови на белото робје се иницирани од долготрајниот процес на посвојување, кој ниту во Кореја не е идеален, па дури и мајката да одбере која ќе биде незината замена. Како што секоја куќа не е дом, така и секој новороденче не може да си ги бира родителите. Ако морам да го еволуирам, тогаш Брокер од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 235-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!